Политички притисок или бизнес интереси. Поранешниот премиер Зоран Заев и екс-министерот за здравство Венко Филипче, актуелен лидер на СДСМ, во периодот на ковид-пандемијата барале начин како да дојдат до сопствеништвото на приватната болница Жан Митрев. Ова го тврди познатиот кардиохирург и сопственик на болницата во емисијата на Алфа вечерното шоу на Богдан Илиевски. Според изнесеното во телевизиското гостување, тоа се случувало во екот на судската хајка против Жан Митрев, обвинет за наводни измами при лекување пациенти заболени од корона. Че ми потврдувате дека имало заинтересираност од Зоран Заев и Венко Филипче да најдат пат до сопствеништво на вашата клиника? Види, тоа требаше други да ме прашат, кои... Никој не ве прашал до сега? Не. Ја имам честа за жал. Бидејќи јас не сум истражен орган. Значи, имаше реални контакти, такви, и на писмено, не само на вака. И на писмено. Така да. Понатаму доктор Митрев тврди дека на заинтересираните за преземање удели во болницата им објаснил дека биле замрзнати неговата лична сметка и сметката на болницата, а обвинителството ставило забрана и за продажба на удели. Па како подкрепа за неговите тврдења го посочува моментот кога после една недела се случило чудо. Сметките останале замрзнати, но забраната за продавање удели била симната. Јас викам, добро, тоа е се уред. Меѓутоа, викам, јас имам, покрај тоа што е блокирана болницата, имам и забрана да продавам удели. И тогаш се случува магијата? Настана мала, да речеме, забуна, чудење, забуна. После, сега точно не знам колку време, дали беше недела дена, дојде ново решение од обвинителство. Да, не, мислим, може би е чудно, меѓутоа дојде од обвинителство ново решение, кај што болницата е блокирана, мојата сметка лична е блокирана, а се ослободува болницата, има и може да се продават удели. Овие тврдања отвораат сериозни прашања. Дали здравствениот систем бил злоупотребуван за политички и бизнис интереси? Дали судските процеси врз клиниката биле користени како средство за притисок? И дали приватниот сектор бил цел на организирани обиди за преземање?